голема чест. Заедно со мене е прима балерина, првенка на Националната опера и балет, која што прославува 25 годишен юбилеј, успешна кариера. Станува збор за нашата прима балерина Марија Кичевска-Шокаровска, која што ете во овие утрински часови ни дојде во Ја сакам Македонија и со неа ќе го пиеме првото утринско кафе. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам. Ке ве прашам ве на самиот почеток, со оглед на тоа дека интензивно се подготвува Мадам Бовари, која што ќе биде една ваша круна, ќе кажам, на овие 25 години. Како се чувствувате пред премиерата, која што се случува за многу брзо време на 25 јуни? Да, па, многу сум возбудена, морам да кажам, една посебно чувство и посебна представа за мене, не е како сите претходни. Мислам дека сме доволно спремни, да сме смирени, да можеме да уживаме во представата. Марија, она што ете ќе го разговараме утринава е, да кажам, овие 25 години кои што се веќе зад вас. Кога станува збор за господја Бовари, јас би сакала и на гледачите малку да им ја доближиме всушност оваа представа со која што ќе го крунисате юбилеот. Имено за љубителите на книжевноста, господја Бовари е едно култно дело за еден женски лик кој што за жал во тие општествени норми, па и во денешните, е трагичен лик имено. Општество кое што не им е наклонето на жените, некогаш ги затвора и во златен кафе, си барајки помош, очајнички, всушност прават и некои фатални грешки. Како се поврзавте со улогата која што треба да ја портретирате? Па вака, како за секоја улога, значи кога почнувате да спремате, самиот кореограф доаѓа за секоја сцена да ви ја каже нели темата што треба да представува таа сцена. Ние немаме зборови нели во балетот, ние сме преку музика и преку танц, но самата музика исто ви покажува какви треба да бидат чувствата во тој дел од приказната. Многу е интересно што за оваа представа првиот пат кога дојде кореографот, рече почнуваме, ме собра во сала и кажа почнуваме од самиот крај. Че тоа мислам дека прв пат ми се случува, ја векам од самиот крај, да, од незината, значи смрт, како да кажам. Тоа е едно многу интересно, значи искуство. После тоа се префрливме на почетокот на представата, па средина, па ги правевме другите делови. Кога почнавме со самата смрт, нормално дека вие од сам старт не го чувствувате тоа. Иако знаете приказната, иако нели вие потполно јасно, самите чувства многу подоцна доаѓаат. Значи, тоа е во процесот кога го имате веќе и почетокот, и средината, и целата приказна, и некако тогаш тек се конектирате и со крајот. Значи, све е еден убав процес и на работа, и пополека некако навлегувате во незиниот карактер, незините емоции, тоа што неа ја прави нели како личност, што и се карактеристики и незините желби, така да тоа не е одеднашка, него е голем процес. Јас да ви кажам како жена и покрај тоа што кога го читав делото, можеби бев малку и растажена за крајот кој што го доживеа и така натаму, меѓутоа како жена ја поддржувам и воопшто не ја судам. Сметам дека некогаш општеството и начинот на кој што тоа постапува со жените, со таа стигматизација, дека нешто мора да направиме и мислам дека токму тоа води кон тој фатален крај. Какво е вашето чувство кон незиниот лик и тоа што нели во суштина станува збор за лик кој што е неморален, но не можам да кажам дека е неморална затоа што ете таков е незиниот карактер, туку општествените прилики и начинот на кој што е поврзана со одредени мажи во животот. Да, вака она има една замисла нели за незиниот живот. Романтична како сите ние. И романтична, сака и убав статус, сака да е убаво облечена, сака домот да е прекрасен. Но нели со самата приказна сваќаме дека она него доживува тоа, него постигнува тоа да живее еден провинциски живот, многу по досаден, мирен, здодевен, но секој дневието и цело време си се повторува и она нели почнува уствари да пробува да се ја најде среќата на друг начин. Воопшто не ја осудувам, мислам секој си одлучува за својата судбина, за
за својот живот каков сакате да ви биде. Она е несреќна во тоа што го живее, така да не може да осудувате дека она пробува да најде да биде среќна. Тоа што среќата е најважна во животот. Марија, 25 години не се воопшто мала работа, ќе ве вратам многу наназад. Сакам да се сетите на моментот кога првпат ја посетивте балетската сцена и дали можеби се замислувавте тогаш дека еден ден ќе имате настапено на сцени во Париз, во Виена, во Соединетите Американски држави, дека ќе бидете првенка, дека вашето име секогаш ќе се поврзува со култни ликови кои што се играат на сцената на балетот? Па вака, не можам да кажам дека го мислев тоа на самиот почеток. Моите почетоци се во Пионерски дом Карпуш, да, на 8 години. Посетував неколку месеци. Наставничката што ни беше таму, Лиле Баталакова, ги викна моите да им кажа дека сум огромен талент и да не се испушти да ме запишат во балетската школа Илија Николовски Луј. Но моите тоа не го сватија многу сериозно, па ме отпиша, па едва ги натерав после година и пол да ме запишат на 10 години. И така, кога влегов во тој непознат свет за мене, јас немав никаква припрема за тоа, немам од фамилија кои ми се разбираат од балетската уметност, така да тоа беше сосема нешто ново за мене. Не можев да помислам, јас ќе играм први улоги или нешто. Тоа во самиот процес веќе се издвојуваш од групата, веќе се запознаваш со уметноста и нормално дека после некое време знаеш дека местото ти е, нели, сам на сцената, да кажам. Ке ни кажете какви беа тогашните педагози во балетот? Еве конкретно во вашиот случај бил препознан, значи сериозен талент. Дали може би беа премногу строги? По која школа учевте? Дали се учи по руската школа во Македонија? И на кој начин всушност се подготвувавте за да бидете она што сте денес? Па сите се подготвуваме исто. Значи, талентот е на крај тој што нели одлучува и што ви издвојува од сите. Не значи дека во една генерација ќе има првенец, може да поминат и 5 и 10 генерации кај што нема првенец, што е многу, нели, што сега ни се случува на некој начин. Исто сите не припремаат, но секогаш се знае кој има некоја звезда, да кажам, во себе, што ја носи, што другите не ја носат. Не се тука само и физичките способности, треба и да имате и нешто што, нели, сепак е уметност, нешто што е од внатре. Руска школа, точно, имаме руска школа, уште мислам дека се предава руската школа, не беше толку многу строго, значи, нормално работевме тоа што ни беше дадено све, но не се како по филмовите со стапче и да не тепаат, не е така. Сега гледав некој филм и буквално со стапче се шета, мислам, тоа е некоја, не знам, мислам дека застарена школа и не знам дали некогаш било кај нас така. Дали може би е филмот Джојка? За единствената американка која што успела да влезе во рускиот балет и мене ми остави голем впечаток за... Многу беше екстремно направено, што не верувам нека ни така е во Бојше. Може малце по драматично направено да биде поинтересно за публиката, но дефинитивно никој не се однесува до толку, не знам, сурово, мислам дека ни во една школа. Знаете што, она што еве ќе го потенцирам од она што сум имала прилика да разговарам со балерини и се, дека за мене сте можеби како да го кажам ова, најстоичките спортисти. Ако веќе нели треба да го споредам, иако балетот е уметност и нема врска со спортот, меѓутоа она што вие го правите и го изведувате, за мене граничи со најтешките спортови. Каква е таа строга дисциплина со која што телото се учи да живее? Па еве споменате тука и исхраната, затоа што нели вообичаено кога имам соговорнички балерини, секогаш и тоа доаѓа во преден план. Да, вака јас за исхраната не можам баш многу да зборам, затоа што никогаш не сум била на диета, никогаш не сум имала проблеми со тежината, малце сум не сум таа типична балерина што јаде салати, што не, јас живеам на чоколади, бомбони, торти, така да имам многу голема среќа. Сум видела луѓе што стварно се држат на диета и што и да изедат, одма се познава на нив и тоа е малце тешко кога се наоѓаш во нашата професија. Јас тој проблем го
немам, никогаш сум го немала и за среќа можам да јадам све колку сакам и што сакам. Што беше? Во врска со дисциплината, во врска со напорот што телото го вложува. Дисциплината е една од најважните компоненти за нашата професија. Значи, без дисциплина успех нема. Значи, тоа се учи кај нас уште од првата година кога ќе влезете во школството. Ние влагаме нели во 8, 9, 10 години и тоа ви станува некако стил на живот. Мене првенствено ми е професијата, значи све друго можам да исклучам. Многу треба да нели да сте одморни, што не може да си дозволите вие да шетате цело време или не знам, после работа ми треба да се одморам, да одам дома, да легнам, да јадам. Посебно ако имам тешка представа, тешка класична, што 90% од времето е така, морам да елиминирам и да планирам, нели, не можам да искачам кога ќе ми текне или да се дружам кога ќе ми текне, така да, но тоа го правите со некаква љубов и доаѓа некако природно, не е ништо усилено или не знам вие, леле сега не можам да искочам или не можам тоа да правам. Не, едноставно си ја сакате професијата и сакате следниот ден да бидете спремни кога ќе одите на работа, да бидете одморни, да можете да дадете све својот максимум за тој ден. Така, во интерес на времето ќе споменам само дел од вашето образование, Париска школа, па потоа сте работеле во Германија, во Виенската опера и она што од улогите ќе го напоменаме. Лебедово езеро, Одета Одилија, Заспаната убавица Аурора, Жизела во Жизела, Рајмонда во Рајмонда, Есмералда, Орево Кршачка Клара, Ана Каренина. Имате ли можеби од овие ликови кои што сте ги толкувале, а ќе напоменам повторно се главни ликови, омилен? Да, дефинитивно имам, тоа е Лебедово езеро. Долго време мислев дека сите представи ми се некако исти, кога ја спремаш таа, се фокусира на тој, некако љубовта ти е повеќе кон таа представа, но како поминуваа годините, можам да кажам дека сепак Лебедово езеро ми е при срце и највише си ги сакам тие две улоги, посебно што е представа каде што имате две комплетно различни улоги, нели, една што е Одета, многу нежна, белиот лебед, и Одилија која е со, нели, така цврст карактер, динамична. Црниот лебед. Да, црниот лебед. Марија, еве, поправете ме ако грешам, демантирајте ме, вела дека по Лебедово езеро на балерините кои што толкуваат таа главна улога им треба потоа комплетна рехабилитација на телото. Дали е навистина толку тешка за игра? Тешка е, но не можам да кажам дека и другите балетски представи класични, како што се Заспаната убавица и Дон Кихот, не се тешки. Значи, различна е динамиката, но сите се многу тешки. Мислам дека Заспаната убавица се рачуна како женска најтешка улога, дури и пред Лебедово езеро. Од кои причини? Првиот чин е страшно напорен. Мислам, еве сум гледала интервјуа на големи звезди кои истото го кажуваат. Првиот чин во Заспаната убавица, кај што требате да излезете, имате краток излез и продолжувате да играте едно многу долго адаџо со 4 кавалери, тоа е Роза адаџо, е страшно напорно, изгледа толку лесно и наивно. Значи, тоа е, во некои представи се гледа тежината, во некои представи не се гледа така тежината. После тоа излегувате, имате една долга варијација, нема подолга варијација, тоа е соло на Аурора. Да, кое трае 3 минути нешто, обично солата траат по минута и пол, 2 минути, 3 минути нешто на толку уморни нозе, тоа е стварно страшен напор. Излегувате одма, имате кодато све поминува во 15 минути, кога ќе го завршите првиот чин, тоа е, не знам како да сте завршиле цела представа. Марија, за крај, во исто време покрај тоа што сте прима балерина, сте и уметнички раководител во Националната опера и балет. На моите последни посети балетот е полн со љубители на уметноста. Како постигнувате да ги балансирате двете работни обврски? Па, еве веќе 3 месеци сум раководител, значи уште ми е нешто ново. Не е
така напорно како што мислев. Во моментот е малце поспецифично затоа што спремам јубилеј. Мислам дека сум првата првенка која спрема јубилеј и воедно е и раководител на балетот. Имате нормално дека на моменти морате да издвоите време и за тоа, не само да бидете во сала, но добро и убаво е чувството кога можете имате големо искуство позади себе кое сакате да помогнете и да го кренете нели балетот на едно повисоко ниво. Публиката секогаш сме имале, посебно нашата публика го сака класичниот балет. Не можам да кажам дека се многу големи љубители на современиот, но класичниот го сакаат и ние за среќа, значи ние сме на мала држава која има една таква оперска куќа, оперско-балетска куќа, каде што ги има сите големи опери и сите големи балети. Значи ние имаме многу голем железен репертоар. Нормално дека фалат представи секогаш. Не можете сите да ги имате и имаме идеја кои сакаме да ги донесеме, значи што никогаш не биле поставени на нашата сцена и се прават планови да и репертоарот биде уште поинтересен. Ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам многу среќа и ги поканувам благодарам сите наши гледачи на 25 јуни со почеток во 20 часот на големата сцена на Националната опера и балет. Господја Бувари, а главната роља е токму на нашата денешна соговорничка, прима балерина првенка Марија Кичевска-Шокаровска. Уште еднаш благодарам.